700.000 евра ќе обезбеди владата за реконструкција на спортскиот објект Соколана, најави премиерот Христијан Мицкоски при денешната посета на Куманово. Проектот е изработен, а средствата од буџетот се очекуваат по завршувањето на локалните избори. Од централниот буџет, како што кажа Мицкоски, досега се финансирани проекти во вкупна вредност од 11 до 12 милиони евра во Куманово. Заедно владата, општината и градоначалницот правиме исклучително добри работи, ќе продолжиме да правиме исклучително добри работи за Куманово. И сакам да се заблагодарам и на пратениците кои што доаѓаат до Куманово, кои што се борат за Куманово, да Куманово има проект повеќе кој што ќе биде финансиран од страна на владата. И јас навистина можам да кажам дека таквата борба инспирира, ние како влада ќе направиме се што е во нас самот, кој се даѓеме овие инициативи за да може Кумановци да добијат што е можно повеќе проекти кои што ќе значат подобар живот и поквалитетен живот овде во Куманово. Така што е, градоначалникот конкретно за овој објект објасни, околу 700.000 евра ќе чини реконструкцијата на објектот, ќе враќаме во пробитната положба. Проектот е изработен, останува уште ние како влада да ги обезбедиме средствата, во што сум сигурен, средствата ќе бидат обезбедени и ќе почне реконструкцијата на овој. Бидејќи сега сме во процес на избори и имаме законски ограничувања, ова би била одредена воредна процедура, не е собрзана во препорниот план на Министерството, но веднаш по завршување на локалните избори, тоа би било некаде втора половина на ноември, со прераспределбата која што ќе следи во дефиницијата се ќе биде искрен. Од централниот буџет мислам дека се финансирани проекти во вкупна вредност до 11-12 милиони евра коде во Куманово, што мислам дека е значено, бидејќи го селја татва нешто во општините не се скокува. Овие капитални инвестиции се толку во таа насока да обезбедат подобар живот и подобри услови за живот бетумановци, како и сите граѓани на Македонија. Повеќе за канализации, за асфалт, за пат, за булевари, за улици, за водоводи и така натаму. Така што ние сме горди на тој проект, бидејќи со тој проект повеќе од 350-400 милиони евра ќе завршат во општините, вклучително и со другите програми на 500, става збор за половина милиарда евра, кои што веќе почнаа да се учествуваат. Дел од тие проекти се откочнати и завршени, дел се од тек на реализација, дел допрва ќе е откочнат, кадето тендерските процедури од вториот повик траат. Така што навистина тоа постојаше нешто воредно, добро и бенефит имаат граѓаните кои што директно гледаат доке во нивните очи не се работи. За реконструкција на најстариот спортски објект во градот, општина Куманово изминатите 2 години инвестираше околу 300.000 евра, истакна градоначалникот Максим Димитриевски при посетата на Соколана, заедно со председателот на владата Мицкоски. Денеска сме тука, на ова ново гордо место, и значено за сите кумановчани. Тоа е Кумановска Соколана, да го видиме комплексот, каде напредуваат градежните работи и воедно да искористам оваа прилика, нели како градоначалник, да побарам помош од владата во делот на финансирање и завршување на овој проект, во кој што општината до сега, не само во овој објект, туку дополнително и во самиот спортски комплекс и реконструираниот парк Соколански има вложено некаде половина милион евра. Побарахме и наидовме на разбирање од владата да се обезбедат дополнителни 700.000 евра за завршување на овој објект и повторно ставање во негова функција, и тоа е нашата кумановска гордост. Ке се радат идентично како што кила некогаш во соработка со конзерваторскиот центар. 2022 година ни беше вратен овој објект во собственост на општината, претходно растопаносуваа приватни субјекти, беше загрозен бидејќи статиката беше комплетно нарушена, постоеше можност истиот целосно да се сруши. Отпочнава веќе скромно со буџетски средства 23 и 24 година. Во самиот објект кој што го гледате овде, некаде општината инвестираше неполни 300.000 евра. Најбитно е решена е статиката, кромниот покривач е конкретно сочувано, онаа што е идентично, значи ќе биде сочувано, а онаа што не е сочувано ќе се обринеме во соработка со конзерваторскиот центар да го доработиме согласно старите документации кои што ги имаме за овој објект, а ги имаме го изопис.
Верувам дека истиот ќе биде направен и завршен так и ќе личи на тоа што некогаш бил со многу поквалитетни материјали кои што се применуваат во градежништвото во ДНС. Пари кои што се потребни, веќе реком, 700.000 евра согласно проектната документација која што ја изготви нашето јавно предпријатие за просторно-урбанистичко планирање и изработка на планови Куманово. Претходно беа посетени поголем број настопански субјекти во градот, како што се дистрибутивниот центар Lidl во индустриската зона Речица и кланицата БДА Компани. Lidl е центар на логистички иновации и одржливост, инвестиција вредна 80 милиони евра, со која се создадени 230 нови работни позиции, истакна Мицкоски. Премиерот го посети и Кумановскиот театар, кој во секој момент ја очекува последната фаза од реконструкцијата. Во меѓувреме, од отпочнувањето на градежните работи во театарот, представите се подготвуваат и изведуваат во Центарот за култура. Реконструкцијата на зградата на Кумановскиот театар започна во август 2021 година. Мерката училишна кошничка заврши. Заштетата за двајца ученици е околу 3000 денари, информираше денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески. Училишната кошничка како мерка траеше од 15 август до 15 септември годинава. Што ти го заврши училишната кошничка, траеше од 15 август до 15 септември. Одлична можност за сите ученици, пред се за родителите на учениците и студентите, бидејќи студентската година почнува, веќе започнува и мислам дека има одлична можност во сите пунктови каде што се набавуваат училишни материјали да ги купат по поевтини цени, она што беше предвидено со одлуката и мерката. Или дојдете да попълам, неки книжари има и акција на поголеми намалување од она што беше предвидено со самата мерка. Во текот на мерката беа извршени околу 150 контроли од страна на пазарната инспекција на преку 400 објекти каде што се продаваше училишен прибор, вклучувајќи ги тука книжарите, маркетите и другите контроли каде што се продава. Беа увидени мали пропусти некаде, во глобала мерката се придржува самите трговци на мерката и ја почитува. Имаше мали окомени, меѓутоа до крај се испочитува мерката и мислам дека од она што ги имаме како првични сознанија, а конечен податок има го ПЕП со известување до влада, по ученик е заштедено од 750 до 2000 денари и просечно на семејство кој има 2 ученици, студенти би заштедиле во овој период 3000 денари токму со училишна кошничка. Пожарникарите од Куманово во текот на вчерашниот ден гаснеле сува трева на православните гробишта во село Горно Којнаре, а нивни колеги од општина Старо Нагоричане интервенирале на опожарена сува трева во селото Макреш, информираат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Според билтенот на регионалниот центар, пожарот во Липковското село Никуштак вчера повторно бил активиран. Шеесетиедногодишна жена од Куманово деновиве пријавила во полицијата дека била измамена за сума од 3.233.000 денари, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Според пријавеното, преку посредник таа купила и исплатила стан со гаража во изградба од правно лице од Скопје, а рокот за изградба и примопредавањето бил во септември 2020 година, информираат надлежните. Според полицијата, фирмата не го испочитувала рокот, а откако на почетокот на 2025 година добила известување од извршител дека доверител на купениот стан е банка во стечај, сватила дека е измамена. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Во организација на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс в петок со почеток во 19 часот и 30 минути во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе се одржи фестивалот на детски песнички Бисерчиња. Посетителите ќе имаат можност по четврти пат да уживаат во најновите видеозаписи за Бисерчиња, 20 нови рефрени проследени со професионални кореографии. Билетите веќе се во продажба, информира Драгана Станишковски од Мултиарт. Изминатите 3 години реализирани се вкупно 26 видеоспотови од телевизискиот детски музички фестивал Бисерчиња. 19 септември
во 19:30 часот, петок, во Центарот за култура Трајко Прокопиев, ќе се пролеат нови 20 детски песнички, нови 20 видеозаписи и нови 20 кореографии. Значи, оваа година, по 4-ти пат, Асоциацијата за култура и уметност Мултиарт, Телевизија Плюс, ќе ви го понудат ТВ детскиот фестивал Бисерчиња. Картите се веќе во продажба, од денеска пред Центарот за култура во 2 термини, од 10:30 до 13:30 часот и од 17:30 до 19:30 часот, и ќе имаме продажба и пред самиот фестивал доколку останат карти. Годинава, покрај општина Куманово, поддршка на фестивалчето Бисерчиња, ни даде и Министерството за култура и туризам и сме среќни многу за тоа. Годинава ќе имаме многу изненадувања на Бисерчиња. Ве очекуваме да дојдете во поголем број, да ги поддржите нашите кумановски таленти, кои што се од 5 години до 13 години. Имаме вкупно 20 композиции, но 24 изведувачи, бидејќи имаме и дуетски песнички. Најавуваме и 2 различни композиции, но нема ништо да откриваме. Како подржувачи комададели на ТВ фестивалот Бисерчиња се етно село Тимчевски, кој што ни го отстапија просторот на ресторанот Еден за да се снимаат видеозаписите на сите 20 безнички, Винчини од групацијата Мак Прогрес, Бучен Козјак, како и секоја година, Медомед, Оли Травел и Сладкарница Грин и едукативниот центар Шабетич. Ги повикуваме сите кумановци заедно со своите течиња, внучиња, соседчиња да дојдат да ни се придружат во петок на 19 септември, 19:30 часот во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Јас ви ветувам повеќе од 1,5 час забава, дружење и прекрасни звуци на детска музика. Дечињата од градинката Ангел Шајче вчера имаа можност да бидат дел од ликовен настан организиран од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво. Под мотото Безбедно движење во сообраќајот научи ги и почитувај сообраќајни знаци. Децата на платото пред Центарот за култура Трајко Прокопиев цртаат цртежи и од полициските службенички учеа како безбедно да се движат по тротоарите, по пешачките премини. Заедничката активност со полицијата заврши со доделување на дипломи за успешно цртање и учество во ликовниот настан.